Непризнаените образование, непрепознавањето на образованието во здравствените институции, ниските плати, немање на додатоци за услови на работа, ноќен труд и така понатака. Значи, овој одлив додатно ги оптеретува нашите колешки на работните места. Обединувањето на здруженијата во Унијата и единството на сестрите не донесе до една заедничка стратегија во која што ние ќе сакаме со законот за нашата професија и законот за нашата дејност, значи да ја поставиме структурата и базата каде што ќе ги предложиме сите решенија за сите овие наши проблеми. Значи ние не сакаме да зборуваме само за проблемите, сакаме да зборуваме за решенијата. Добивме место во групите за измени и дополнување во законот за здравствена заштита како представници на Унијата и ќе добиеме можност значи да учествуваме во изготвувањето на членовите што се и по однос на образованието, она што ние сметаме дека е најпотребно, каде што сметаме дека клиничката пракса е најкомпетентна за нас, дека ние треба да ја спроведуваме во здравствените институции како сето тоа треба да се одвива наспрам теоретската настава, сето она кое што следува после со признавањето и препознавањето на образованието во здравствените институции, бидејќи во моментот се соочуваме со големо незадоволство за непризнавање на високите школи и на специјализациите, се надеваме дека со уредувањето на законот за образованието и за професијата ќе почнат да се решаваат сите овие проблеми, ќе почне задоволството кај медицинските сестри значи да завзема поинаков контекст и можеби ќе престанат да се одлеваат во волкава бројка како што се одлеваат, бидејќи податоците зборуваат дека веќе од здравствени институции се одлеваат и по повеќе од 9, 10, 11 медицински сестри кои што и во онака дефицитната бројка значи премногу недостасуваат, посебно во специфичните критичните единици каде што се инструментарките, каде што се интензивните неги, каде што оптеретувањето на тимовите кои што остануваат во мал број е пред се многу големо. Законот треба да ги развие и да ги донесе, да ги потврди нашите интервенции кои што представуваат збир на нашите работни задачи, каде што ние конечно меѓу себе само почитта ќе си ја вратиме на работните места со тоа што ќе знаеме кој каде започнуваме и кој каде завршуваме по основ на образование со средна стручна спрема, високо и вакво и специјализациите и на тој начин валоризацијата на трудот на сестрите ќе биде соодветна според нашите интервенции, според кој како работиме на работните места. Би го добиле правниот субјект по законот, значи комората, од каде што сето она што го работат здруженијата на ниво на едукација и на стручни средби, сестрите ќе можат да го сертифицираат, тие сертификати ќе може да се бодираат, сестрите ќе го добијат централниот регистер, лиценците, каде што ќе почне конечно и нашето пребројување и на тој начин, значи, по примерот на нашите колешки од регионот, ќе оформираме и ќе имаме еден правен субјект кој што ќе биде имплементиран во здравствената политика и ќе добиеме на компетентност и вака обединете сите медицинските сестри, акушерките и стоматолошките сестри, ќе зборуваме со вас на некој народно видување за некои остварени цели и права. Оваа денешна свечена академија е организирана за нашите колешки од сите нивоа на здравствениот систем, и од примарното, и од секундарното, и од терцијалното здравство, од концесионерството, од приватните, од градинките, од медицинските сестри во Министерството за труд и социјала. Денеска многу од нив ќе бидат наградени, многу од нив ќе бидат пофалени за сето оноа како успешно што го направиле во текот на годината. Овде ќе има многу емоции, многу дружба, како секоја година на оваа свечена академија. Така да се надевам дека сите овие наши желби во тамошниот период ќе почнат полека овие цели да се остваруваат. Само уште накратко да кажете за оние што прават концесионери сестри, дали бидејќи надлежните регламенти ќе бидат пратени во јавното здравство, бидејќи од таму доаѓаат, се исполнили тоа ветување и таа врска или се уште чекаат? Задоволството беше огромно кога законот ги препозна во еден член со кој што после на било каков начин за застанување или престанување на нивните договори во концесионерските амбуланти треба да се вратат во јавниот здравствен сектор. Имаме спорадични случаи низ Македонија каде што неколку сестри се вратија во јавниот здравствен сектор, меѓутоа имаме и голем број на неуслушени барања. Сите они се обраќаат до Министерството за здравство образложувајќи ги нормално со аргументи нивните решенија, нивните договори со кои што они стапиле во ординациите. Нажалост, многу од нив очекуваат во наредните 2-3 месеци да останат без работа заради најавувањата за пензионирање на голем број доктори од концесионерските амбуланти и едноставно не знаеме што ќе се случи со нив, кога ќе се случи тоа. Очекуваме дека врз основа на овој член сето оноа за кое што се
се трудеше Унијата и да ги донесе да го донесе овој член во законот, се надевам дека ќе се оствари. Во спротивно ние и понатака нашите барања ќе ги потенцираме на такво ниво и со таков тон како што беше пред да се донесе членот. За сега имаме само спорадични случаеви на враќање во здравствениот сектор. Меѓутоа, не е проблемот само тие да бидат вратени во јавниот здравствен сектор. Ние овде ќе го отвориме прашањето за сите оние кои што остануваат во концесионерските амбуланти, каде што ни се потребни рамки на договори врз основа на кои они сите, значи, унифицирано ќе ги потпишуваат договорите за работен однос. Сакаме да ги надминеме сите оние неправилности со кои што они се соочуваат и посебно им е струшено достоинството во одредени ординации по однос на работното време, по однос на личниот доход, по однос на некористењето на годишните одмори, по однос на сите работни задачи со кои што се изложени и така понатака. Така да се надевам дека ќе почне да се остварува тоа. Ви благодарам многу за ова прашање, бидејќи ние малку бевме трпеливи после донесување на членот и чекавме да видиме нели секој пример како и што ќе се одвива, меѓутоа имаме информации дека на голем број од нив веќе барањата се застанати во министерство и немаат повратна информација и самите и тие не знаат, а и ние не можеме да им помогнеме со информација што ќе се случува после затварањето на тие концесионерски амбуланти со нив. Споминавте дека 8 година медицински сестри ги напуштаат болниците. Дали можеби имате податок на годишно ниво колку заменуваат од зимјот? Па да ви кажам искрено, значи одливот не е само во странство, одливот и во приватните здравствени институции, каде што во овој момент им се нудат повисоки лични доходи и на некој начин признавање на нивните високи образованија. И многу е важно дека ни се одлеваат сестри кои што се судски специјалности, во специјалните и критичните единици за кои што треба да поминете посебни едукации. Зборувам и за инструментарките, зборувам за анестетичарите, зборувам за сите тие овакво колеги кои што работат во критичните единици за кои што треба навистина долго време вие да го обучите и да го имате како готов кадар, и во последно време значи нивното одлевање посебно во приватните здравствени институции на територија на Македонија е зголемено, а да не зборувам за помладите кадри кои што после завршувањето и после остварувањето на стажот кој што го поминуваат за добивање на лиценца во болниците се едуцираат и веднаш се заминуваат во странство. Едноставно после 3-месечни побарувања на одредено неплатено во здравствените институции не се враќаат повторно на работните места. Многу се барани ширум Европа, знаете дека дефицитот е секаде. Интересот за во школите за школување е голем, меѓутоа интересот ми се чини дека во последно време се само за да се оствари целта за заминување надвор од државата. Нажалост. Па ние имаме некои податоци дека само од големите здравствени институции како што е клиничкиот центар и големите други болници над 40 на сестри во последнава година значи заминале во странство. Посебно е алармантно, повторно ќе повторам, заминувањето на инструментарките и персоналот од специфичните служби, од каде што оптеретувањето е после големо. Пазите, ние имаме институции во кои што оперативните програми застануваат поради недостаток на инструментарки. И сето тоа е значи една реперкусија за пациентите, подолги листи, неостварување на плановите зацртани на болниците, и тоа е многу голем проблем. Вие да едуцирате една инструментарка ви се потребни најмалку 6 месеци. Да речеме обука во операционна сала, а додека да ја осамосталите сама да почне да работи уште толку. И кога ќе ви замени една инструментарка, тоа не може да го броите како една индивидуа, тогаш броите големо одлевање значи за целата таа единица работна, за целиот тој тим. 40 на мислам. Значи бројката порасна, беа 47 беа на последната информација што ви ја дадовме, сега имаме поголема бројка. На жалост имаме сега во моментот околу 9 сестри кои што се обратија во Унијата и во Сдруженијето, кои што чекаат до крајот на летото, значи до август месец да останат без работа затоа што се најавени пензионирања на нивните доктори. Ние искрено се надеваме дека ќе бидат вратени во јавните здравствени институции од каде што беа нормално принудени да си заминат со концесионерството. Ќе видиме, значи нема да застанеме тука, ќе ги продолжиме нашите барања во тој смер, значи да сега барем имаме член во законот на кој што можеме да се повикаме за нив.
ја честитам меѓународната недела на медицинските сестри. Нормално на сите вас кои овде работите во Македонија, па и на сите сестри ширум светот. При тоа ви посакувам многу успешна работа, задоволни и насмејани пациенти. Пријатно! Честити до сите медицински сестри широм светот, нека ви е честит меѓународниот ден на сестринството. Браво! Од мене мама Каролина и од Данја, кој што има 3 годинки. По повод на меѓународната недела на сестринството им посакуваме успешна работа на сите патронажни сестри низ цела Македонија. И им укажуваме голема благодарност за укажаната помош и поддршката и надежда што ни ја дадоа во првите мајчински најтешки денови. Уште еднашка, нека биде како што гласи вашето мото, глас што води, здравје за сите. И затоа ние сме сега толку големи и толку здрави. Нели? Поздрав! Чао! Почитувани дами и господа, добро дојдовте на денешниот настан, каде што ќе ја прославиме меѓународната недела на сестринството. Ви благодариме што и оваа година ви има во навистина голем број, трета година поред, што значи дека веќе е традиционално. Како што гласи нашето денешно мото, глас што води, здравје за сите. Да, ќе ви посакам и јас топло добре дојде и ќе се надоврзам на она што Даниел го кажа. Драго ни е што и овој пат сте во волку голем број. Само уште на стартот да кажам, поради протоколот, започнуваме малку порано, но нашите врати се отворени за сите оние кои што ќе ни се придружат и треба да пристигнат во текот на денешниот ден и манифестација, така што ќе ни биде драго да бидат и тие дел од начинот на кој што ќе го прославиме овој ден. Денес го празнуваме денот на сестрите ширум целиот свет. Го славиме името на мајка Тереза, на Флоренс Најтингел, а започнувајќи од 5 мај, денот на акушерките, па се до 12 мај, денот на медицинските сестри, ви одаваме почит токму на вас за хуманоста и за севкупниот придонес кој што го давате во општеството, за тоа многу ви благодариме. На почетокот имаме посебно голема чест и на сцената. Ќе го поканиме државниот секретар од Министерството за здравство, доктор Владимир Милошев, кој што е специјалист по максилофацијална хирургија. Тој е заедно со нас денес, ни направи чест да го поддржи настанот и затоа ќе го поканиме на сцената да ви се обрати и да ви посака добре дете. Повелете. Добар ден, почитувани здравствени работници, почитувани членови на Унијата, на Сдруженијето на медицински сестри, техничари, акушерки и стоматолошки сестри и Сдруженијето на медицински сестри, техничари, акушерки и стоматолошки сестри за нас. Почитувани представници на медиумите, дами и господа, ми представува посебна чест да ве поздравам од мое лично име и од име на Министерството за здравство по повод одбележувањето на меѓународната недела на сестринството. Придонесот на медицинските сестри во функционирањето на здравствениот систем е од непроценливо значење, како и вашиот ангажман во секојдневната грижа и третманот на пациентите. Во оваа прилика сакам да истакнам дека Министерството за здравство во континуитет е поврзано и унапредено на унапредување на статусот на сите здравствени работници со посебен акцент на медицинските сестри, како еден од столбовите на нашиот здравствен систем. Минатата година ја зголемивме платата на сите здравствени работници за 5%, а во јануари годинава платата на медицинските сестри ја зголемивме за дополнителни 5%. Зголемени се коефициентите за исплата на дежурствата, ноќниот труд и дополнителната работа на здравствените работници. Паралелно сме посветени на имплементација на ЕУ директивата за признавање на професионалните квалификации
во насока на препознавање на професионалците во областа на здравството, како и медицинските сестри. Со најновите промени на Законот за здравствена заштита, со најновите измени на Законот за здравствена заштита, решивме повеќегодишен проблем и овозможивме превземање во јавното здравство на медицински сестри кои претходно работеле во приватни здравствени установи, основани под закуп во здравствените домови, а кои во меѓувреме останале без работа поради затворање на ПЗУ-ата. Исто така, во соработка со медицинските сестри низ држава, успешно го реализираме проектот за вонболничка постоперативна грижа на пациентите по извршената хируршка интервенција. Почитувани присутни, ова се само дел од мерките на Министерството за здравство за унапредување на статусот и вреднување на трудот на медицинските сестри. Како што и претходно споменав, со вашата посветена работа, пожртвуваност и хуманост, вие сте еден од столбовите на здравствениот систем. На крајот, дозволете ми да се заблагодарам на Унијата, на Сдруженијата, за досегашната успешна соработка и уште еднаш да ви ја честитам Меѓународната недела на сестринството и ви посакувам многу успеси и натамошен напредок во работата. Ви благодарам. Ви благодариме. Особено ни е чест што денеска заедно со нас е и директорот на Институтот за физикална медицина и рехабилитација од Скопје, доктор Маја Манолева, ќе ве молиме еден аплауз. Директорот на клиниката за ендокринологија, доктор Саша Мишевска-Јовановска. Представниците од Сдруженијето Нефрон, представниците од самостојниот синдикат, од Сдруженијето Раст, представници од Министерството за здравство, представници од Средното медицинско училиште од Куманово, од Војниот центар, од Фондацијата Димитар Котевски од Битола и уште многу други, ќе ми извините доколку некого заборавив. Да, среќни сме, уште еднаш посетуваме дека сте во волку голем број. Се надевам, освен тоа дека сте во убаво расположение и дека ви е драго што сте сите денес овде присутни, заради тоа што одбележуваме многу убави нешта. Впрочем, Унијата на Сдруженија, предводена од Сдруженијето на медицински сестри, техничари, акушерки и стоматолошки сестри за нас, изминативе години поттикна многу теми кои што се важни за севкупниот напредок на сестринската професија. Се разбира дека целата таа приказна мора од некаде и да започне, а тоа го направи на многу искрен и транспарентен начин. За и официјално да ја отвориме оваа денешна свечена академија, ќе ве замолам со еден голем аплауз да ја поздравиме нашата драга и почитувана сестра Гордана Бешлиовска, иницијаторот и претседател на Сдруженијето за нас. Повелете. Јас вообичаено кажувам дека немам зборови со кои можам да ве поздравам, затоа ќе ви се поклонам. Задоволството е наше огромно во нашата племенитост со која што ние во изминативе години се дружиме вака единствени и сплотени со сите здруженија. Ги поздравувам представниците на сите здруженија од Македонија кои што се овде сега со нас и кои што во текот на изминатата година заедно неуморно, комплетно со извршниот одбор, со сите ваши координатори и представници од цела Македонија, итавме кон она што сакаме да го поставиме како структура и основа за исполнување на нашите цели, каде што сакаме да учествуваме во имплементацијата на здравствената политика и донесувањето на законот за нашата дејност и за нашата професија и измените на дополнувањето на законот за здравствена заштита. Верувајте ми, не е лесно, не е едноставно, меѓутоа ќе успееме. Ние не сме ангели, ние сме втората најубава работа после ангелите. Синонимот на нашата унија, на нашето здружение. Ке се надоврзам на водителите, сакам да ги поздравам нашите професори кои што беа со нас на Високата медицинска школа во Битола, професорката Ленче Мирчевска, инструкторките од Средното медицинско од Куманово, инструкторките од Средното медицинско од Скопје, со сите со кои што соработуваме тековно, бидејќи нашите здравствени институции се едукативни бази каде што нашите идни колешки ги поминуваат нивните феријални завршни пракси во учебните години. Цело време апелираме и сега сакам во име на Унијата и на Сдруженијата и на сето она што ние заедно со
председателите на здруженијата го апелираме до сите вас и ве повикуваме и понатака на едно единство. Ве повикуваме да и понатака онака достоинствено како што личи на нашата професија ги бараме понатака нашите права. Ве уверуваме дека сето ова кој што го спомна пред малку државниот секретар немаше да биде така ако за цели овие 3 години ова унија и овие здруженија не го подигнаа малку нивото и гласот на нашите проблеми и не ги понудија решенијата за нашите проблеми. Нашата имплементација во здравствената политика и компетентноста која што ја бараме е само со цел за да понудиме решенија за нашите проблеми. Сакаме да го надминеме сето она кое што ние сметаме дека достоинството ни го намали во здравствените институции. Се сложувате со мене дека треба, значи покрај коефициентите за личните доходи да ги добиеме и оние додатоци од колективните договори кои што ги носат нашите условно валоризации на нашиот труд во посебните услови кои што ги работиме во критичните единици. Да ги добиеме сите оние додатоци кои што ни следуваат по сертификатите. Сите вие се едуцирате, сите вие завршувате високо образование, втор циклус на студии и специализации. Не сме препознаени во здравствените институции. Синдикатот е тука, представниците се тука, знаат, проблемот е донесен, изнесен, дека треба да се наметнеме и во здравствените институции по директивата европска, кога ќе се отворат поглавјата за здравството, здравствените институции мора да ги имаат сестрите со овие нивоа на високо образование и на специализации. Од друга страна, почитувајте ги колешките со средна стручна спрема и со долгогодишно искуство. Па ние од нив учиме, тие се тие кои што не едуцираат, тие се тие од кои што учиме да не бидеме емпатични во нашата работа. Тие се тие кои што се во првите моменти со нас на сите стресови кои што ги поминуваме. Во таа чест ги поздравувам сите драги пензионерки кои што се денеска дојдени овде во салата со нас, кои што традиционално секоја година ги покануваме. Јас не би ги индивидуално поздравувала за да не направам пропуст со некоја. Искрено многу ви благодариме за се што сте направиле, за сите едукации, за се она што сте го поминале во вашата служба. Еднаш сестра, секогаш сестра. Унијата подготви ангелчиња како и секоја година за да се сеќавате на овие средби со колешките, со сестрите кои што кога ќе ги погледнете секогаш ќе се потсетите дека некаде во здравствените институции позади вас оставивте млади сестри кои што ги учевте и за кои што се надеваме сите еден ден кога ќе дај Боже да дојдеме во пензионерските денови, со сигурност понекогаш ќе отидеме на некоја контрола или на систематски во здравствените институции да сме живи и здрави, нели? Оваа година акцентот на хуманите сестри го ставивме на делот на сето она што сестрите го работеа през годината во делот како едукации за самите себе и едукации на колешките околу себе. Минатата година ги издвоивме сите настани кои што посебно во годината ни се случија како што ни се случија и ги наградивме сите колешки кои што се задесија во ситуации во кои што мора да размислуваат брзо, професионално, стручно, точно онака како што доликува нели на нашата професија. Ги наградивме и сето тоа заеднички го споделивме и слушнавме. Оваа година ќе ги наградиме, ние сме кажале многу пати, ние сме сите хумани, меѓу хуманите не можете да издвоите најхумани. Меѓутоа, успешноста во работата оваа година ќе ја наградиме на нашите колешки кои што заминаа на едукации, се едуцираа, добија сертификати за кои што унијата ќе се бори да бидат бодирани преку нашата комора, правниот субјект, кои што ќе бидат валоризирани и онака како што треба финансиски надокнадени во здравствените институции, ќе дојдеме до тој момент. Сакаме да го наградиме сето она што сестрите го направија за единството во унијата, во здруженијето и сето она што го направија во тековните сите едукативни наши настани кои што ги имавме минатата година. Во текот на 2018 и почетокот на 2019 каде што ги остваруваме сите планови на унијата, формирајќи го друштвото на патронажните сестри кои што ги поздравувам, формирајќи го друштвото на сестрите од брзата помош, формирајќи го друштвото на сестрите од кардиологијата, формирајќи ги стоматолошките сестри, посебно ги поздравувам сите институции и поддршката која што ни ја дадоа во организацијата на овие настани, почнувајќи од раководството на град Прилеп со стоматолошкиот факултет, па градската општа болница 8 септември, клиниката Жан Митрев и сите кои што учествуваа во овие едукативни настани и формирањето на истите. Посебно ќе дадеме акцент, ако ми дозволите, на она што годинава не одбележа со епидемијата, која што додатно во нашата работа, додатно дополнително не изложи, како што ги изложи колешките наши од интензивните одели од инфективната клиника, епидемијата со морбилите. Па посебен акцент ќе дадеме на сето она што ни се случуваше со посебни програми во делот за имунизација во здравствениот дом, каде што итавме во превенција на исправување со истата епидемија.
и ќе исто така наградиме и спомнеме градската општа болница 8 септември, која што беше премногу изложена за време на несаканиот настан во Ласкарци. Ќе ги издвоиме и сите служби на брзата итната помош од Скопје, од Тетово, од Куманово, од Систина, кои што несебично се дадоа како професионалци и сите наши драги колешки кои што учествуваа во овој настан. Посебно би сакала од овој момент да им заблагодарам на сета таа професионалност, хуманост и пожртвуваност со која што ја покажаа и ја проширија дефиницијата за нас медицинските сестри, кои што не сме сестри само кога сме на работните места, него се даваме секогаш кога ќе слушнеме каде и да сме потребни. Уште еднаш ве поздравувам, посакувам убав настан, им честитам на хуманите сестри, апелирам бидете колегијални, дружете се. Апелирам, немој да се љутите едни на други за признавањето и непризнавањето на високите и на специализациите. Ви убедувам дека ако останеме вака единствени со поддршка, дека ќе успееме со имплементацијата во здравствената политика, ќе успееме да ги донесеме решенијата за тие наши проблеми. Нема да биде лесно, нема да биде едноставно, меѓутоа ќе успееме. Важно е дека започнавме. Ви благодарам многу, ви посакувам убав ден. Благодарам уште еднаш многу. Беше тоа нашата почитувана сестра Гордана Бешлиовска, секогаш со толку многу енергија, убава, позитивна и голема волја и понатаму да го дава својот придонес во вашата фела. Продолжуваме понатаму со нашата програма. Јас на стартот кажав се надевам и посакувам денеска да имате убаво расположение на овој настан, а за тоа ќе придонесат и нашите следни гости кои што ќе настапат со една убава точка, така што на сцената ги поканувам членовите на гудачкиот квартет од Средното музичко училиште Илија Николовски Луј од Скопје, да ги поддржиме со еден аплауз.
Средното музичко училиште Илија Николовски Луј, кој што денеска ни ја разубавија оваа манифестација. Се надевам дека уживавте во музиката, затоа што таа се разбира една од најубавите уметности, а и пишаниот збор секако дека си има своја убавина и тежина, па затоа во продолжение ќе ни биде и ќе ви биде, се надевам драго, да ја слушнеме поемата посветена на акушерките, која што ја напиша Ана Љубич и во оваа прилика ќе ни ја презентира. Се надевам, како што реков, ќе ја поддржиме и се надевам дека ќе ви се допадне тоа што ќе го слушнете. Повели. Малечка сум. Добар ден на сите и голема благодарност до сите сестри кои несебично даваат се од себе при секоја интервенција. Благодарност до моите инструкторки од Наце Буѓони, кои секогаш се трудат нас да не научат колку можат се повеќе, но ние ја знаеме само дел од она што се уште следува и сме на чекор од онаа работа која сакаме да ја работиме. Ова поема е посветена за акушерките и нивниот ден. Кој не почувствувал, не знае за што зборува. Навистина, чудно и невообичаено. Во едно тело, две души. Првиот страф и треперење кога дознаеш дека си на чекор кон остварување на својот сон. Чекор кон остварување како мајка. А што си ти во животот ако не биднеш мајка и не почувствуваш како душа од душа се оделува, а потоа истата душа која од тебе се оделува те грее, те топли, те гушка. Стравот е честа гостинка, која мислите ги води на друга страна. Дали јас ќе успеам? Зошто да не? Тоа е дар, тоа е благодет. Интернетот може да не доведе до неточни информации, па за среќа има сестри акушерки кои во секое време се тука, расположени да ги споделат искуствата и да го покажат правиот пат на првородилката на една идна мајка. Акушерката е тука за споделување на среќа, за разговор кој ќе те охрабри и благо ќе ти раскаже што уште следува. Во неа треба да имаш верба, вистински да ја веруваш, бидејќи таа се грижи за твоето бебе. Ризици се разни, критични периоди постојат, но верувајте кога ќе слушнете очекување на вашето мало срценте, на вашето дете, веќе ништо не е важно. Какво е? Нека е само живо и здраво. Знаците кои кажуваат на бременост се многобројни. Некогаш мислиш дека си настинат или вирус те фатила, всушност во тебе нешто убаво расте. И првата клоца ќе ја паметиш цел живот. Првата слика од ултразвукот ќе ти е при рака, за да кога ти е тешко ја погледнеш, собереш сила и продолжиш со нетрпение да го добиеш малечкото во своите прегратки, на своите гради, да го помилуваш со рака. Акушерката прва има контакт со бебето. Таа знае како се чувствува мајката, но знае дека е потребно топлина на детето. Процесот додека трае, има жени кои се кајат, се мислат и премислуваат. Разни чекори прават, но ти си празен ако не го добиеш она кое го сакаш. Подготовките цело време си течат, како треба да се диши, да се оди, што да се јаде. Но кога ќе чукне вистинскиот момент на врата, тогаш пак се враќа старата гостинка, страв и паника. Собираш сила, собираш храброст, ги издржуваш најсилните болки, стискаш заби, велиш: ако преживеам сега, уште ќе живеам. И тогаш, кога мислиш дека душата ти излегува, тогаш го слушаш првиот плач, го гледаш твоето бебе. Сега е на твоите гради. Те чувствува, гладоно со усните те бара. А ти трепериш, плачеш, не дека не го сакаш, туку возбуда, страв, паника те обземат. Како сега? Што понатаму? Го допираш полека, го милуваш и бакнуваш по меките образи, но сето велиш мое, го гледаш со неверување. Како успеало такво да се роди? Полни очи, солзи, радосници и со целата љубов го капеш, над него бдееш, се смееш, бидејќи знаеш дека детето те чувствува. Сега си спокојна. Кога се имате прегрнато, се радуваш на секој успешен подој, на секое капење, трепериш пред накашлување и кивнување, одбивање на млеко и расплакување. Но мајка си, која болката ја претрпе, стравот го надмина и најубав подарок си доби. Нов живот доби, нова радост, причина за среќа, за борба, за опстанок.
Не би било се успешно ако до нас не би биле акушерките и лекарите. Затоа, голема благодарност до сите нив кои придонесуваат и помагаат на светот да дојдат многу живи и здрави деца. Благодарам многу, Ана, за тоа што еве на ваков начин и ти учествуваше во денешниот убав настан. Сега ќе најавиме тоа малку подоцна уште една убава музичка точка, а продолжуваме со сето она што ни следува според програм. А според програмата сега ни следува да доделиме благодарници и плакети за оние кои што дадоа освоен придонес во изминатава година за сестринската фела. Ќе замолам представници од Унијата да дојдат со нас на сцената, да ни помогнат заеднички да ги доделиме плакетите. Да, се надевам дека останатите исто така ќе ги поздравите и ќе дадете поддршка заради тоа што ова се оние кои што беа одбрани како најзаслужни, оние кои што дадоа всушност најмногу придонес во текот на изминатата година во оваа фела. Доколку сме подготвени, најнапред на сцената за доделување на првата плакета ќе поканам представник од Сдруженијето Нефрон. И вам, останатите, ќе ве замолам за еден голем аплауз. Председателот, господинот Душко Георгиевски е денеска со нас. Плакетата за Сдруженијето на пациентите Нефрон оди заради успешната соработка после подпишаниот меморандум на Унијата и на Сдруженијето, и оваа година остваривме учество во 2 проекти во Сдруженијето Нефрон, каде што посебно сакам да го поздравим и проектот за органодарителството, каде што сме вклучени и ќе бидеме вклучени исто така со едукативни настани. Искрено им благодарам, им посакувам многу лична среќа и многу убавени на овие наши пациенти и да им даде Господ сила на нашите колешки кои што работат со нив да ги чуваат. Ова е синонимот за нашето постоење, значи еден убав ангел да ги краси нивните простори и да се поздрават на овој начин. Благодарам. Ја добив таа чест да застанам пред толку хумани луѓе, да застанам пред толку добри луѓе и пред толку убави луѓе. Испред нашето Сдружение Нефрон, испред пациентите на диализа и трансплантирани, мене ми припадна честа да ве поздравам и да ви посакам во едина успешна работа и да видите она што сте на вистина. Посебно ми е драго ова одликување и ова награда, затоа што доаѓа од луѓето што најмногу не познаваат. Од луѓето со кои што сме најмногу заедно, најдолг период. Замислете само еден случај. Доаѓа млада сестра на диализа, почнува да работи, наследува пациент кој што целиот свој век, а имаме такви кои што се над 40 години ќе го поминат заедно, ќе замине сестрата во пензија и ќе го предаде пациентот на следната сестра. Тие се знаат, тие се почитуваат, тие си помагат. Така да нема ни еден друг случај кај што има толку заедништво, толку сплотеност и толку доверба едни во други. Ве поздравувам и навистина сум горд на вас. Ви благодариме многу и уште еднаш честитки за оваа плакета, а следната плакета ја добива градската општа болница 8 септември. Денеска заедно со нас е главната сестра, сестра Милка Карајановска. Сестра Милка Карајанова ќе ја преми наградата. Посебна благодарност за сите, за целиот персонал во градската општа болница 8 септември, за сите професионални и човечки напори кои што ги направија, на жалост за настанот во Ласкарци. Им посакувам на сите уште многу успешна и плодна работа. Ова е пофалба, плакета за хуманост на персоналот во градската општа болница 8 септември. Добар ден на сите. Јас стварно сум можеби денеска најстрекниот ден за мене и најстрекната личност,
што можам вака да застанам пред сите вас, да ве поздравам, да ви го честитам денот на медицинските сестри, да им честитам на сите најхумани сестри, меѓутоа и денеска да им се заблагодарам на сите мои колеги и колешки, кои што на денот за жал, за несреќа, каде што изгубивме 17 животи, покажа што значи хуманост и без малку организација, не ми требаше многу труд да вложам, а 205 вработени се слејава во институцијата и се изнесува одлично. Значи, сите наши пациенти заминаа во добра општа состојба. Ви благодарам уште еднаш на сите и да не ги забравиме и останатите наши профили, како рентген технолозите, докторите, болничарите и сите останати, физиотерапевтите, сите беа вклучени во тој процес. Ви благодарам. Благодарам многу, уште еднаш честитки до целиот ваш тим, а одиме понатаму и следната плакета ја доделуваме на Здравствениот дом Скопје, односно одделот за имунизација. Уште еден аплауз и се надевам дека имаме представник. Голема благодарност за сите напори кои што ги направија со вонредни протоколи, каде што ја спроведува и ја спроведуваат се уште имунизацијата и се справуваат со превенција на епидемијата. Честитки уште еднаш. Голема благодарност на вистина од моje лично име и од името на сите сестри. Голема благодарност до Сдруженијето за нас, што ни ја додели ова признание. Малку сум возбудена. Меѓутоа, ова за мене многу значи. Меѓутоа, ова е признание за сите нас, за сите сестри во здравствен дом, кои што несебично се вложија за време на епидемијата да се жртвуваат, да работат најпрофесионално и најхумано. Од срце ви благодарам уште еднаш и сите ве поздравувам, сите сестри во здравствен дом Скопје. Ви благодарам. Ви благодариме и ние за присуството и честитки за плакетата. Продолжуваме понатаму и следната плакета ја доделуваме на одделот за интензивна нега при клиниката за инфективни болести. Клиниката за инфективни болести континуирано се справува со сите случаеви од епидемијата, посебно им честитаме на колешките од интензивната нега. Овој ангел да им биде стимул и понатака да издржат со напливот на пациентите, за кој што се надевам искрено дека ќе го спречиме. Добар ден на сите. Ви благодарам за укажаната чест. Голема благодарност и до целиот тим на интензивната нега и до сите колешки од инфективната клиника, која во две големи епидемии оваа година покажа голем успех, снаудливост и хуманост кон сите пациенти. Ви благодарам. Честитки уште еднаш и ние ви благодариме. А понатаму доделуваме уште неколку плакети, само да кажам, се разбира дека е посебна таа улога да се биде дел од тимот на брза помош, итна медицинска помош, така што неколку тимови овој пат ќе добијат плакети. Тоа е брза помош Скопје, брза помош Тетово, Куманово и брза помош Систина. Одиме по ред, најнапред ќе представам. Ова беа екипите кои што најбрзо и најхитно стигнаа на местото на настанот и придонесоа голем број од тие луѓе да си заменат и да бидат здрави и да се спречи уште поголема катастрофа. Искрено им благодарам на колегите од брзата помош кои што несебично се даваат секојдневно. Ја молам представничката, колешката од брза помош од Скопје да ја прими плакетата за брза помош Скопје, за кој што ветивме и синдикалците се тука. Ќе продолжиме со барањата за бенефициите кои што ги следуваат во нивната служба, а се надеваме дека за истите ќе се избориме и ние, бидејќи заслужуваме со континуираната ноќна работа да спаднеме во групите на оние кои што професионалци кои што заслужуваме да имаме бенефиции во нашиот стаж. А се надевам дека брзо ќе ги надминеме кај брзата помош недостатоците во овој дел и ќе го качиме задоволството на овој персонал кој што
се сложувате со мене дека се изложени во најстресното како што сме сите, меѓутоа постресно од најстресното. Они се првите кои што секогаш се соочуваат со несреќата. Им честитам, им посакувам многу успех уште понатака и се надевам дека заедно преку унијата ќе ги постигнеме сите цели. Добар ден на сите. Благодарам за укажаната доверба. Оваа плакета ја посветувам на сите колешки од службите за итна медицинска помош на ниво на Република Македонија. Благодарам. Благодарам многу представници од останатите тимови, Брза помош Тетово, Брза помош Куманово и доколку имаме представници од Брзата помош на Систина, ги покануваме на сцената. Ги молам представниците од Тетово и од Куманово, кои што исто сакам да ги поздравам, кои што исто така стигнаа на време со Брзата помош од Скопје и допринесоа, повторно ќе кажам, да се намалат и ублажат болките од оваа катастрофа. Во секој случај им честитам на сето она кои што го работат во секојдневието. Еден ангел и за нив да им ги краси просториите од оваа прослава. Мирдита, ju përshëndes gjithëve, në emër të motrave nga Kumanova, ju uroj ditën e motrave 12 maj dhe dëshiroj të kemi sukses dhe shëndet të më të tjeshëm. Ju faleminderit. Добар ден, фала за почета, фала за све што ние ова пофалба од ваша страна. Да дава Господ да не се повтори ова уште. Фала. Ви благодариме за довирбата. Јас сум представник од Систина Аџибадем и секогаш да си помагаме за добро и за убаво. Ви благодарам уште еднаш. Благодариме на сите. Се разбере дека Унијата на Здружение одлучи да додели благодарници. Ке споменеме само кој ќе ги добие веднаш по завршувањето на манифестацијата. Значи благодарница до Домот на АРМ, до Министерството за одбрана, до Средното музичко училиште Илија Николовски Луј, до Медицинското училиште Наце Бојдјони од Куманово и до Медицинското училиште Панче Караѓозеф од Скопје. Ке ве молиме да наплодите сите нив. Да, уште еднаш благодариме и честитаме на сите оние кои што дадоа особен придонес во оваа афела во текот на изминатата година. А сега еве имаме една интересна улога заради тоа што ни следува уште една музичка точка. Само да кажам, сестра Бешлиовска, се надевам ќе се согласи дека Даниел е човек кој што исто така многу допринесува што се однесува до функционирање на ова здружение. Да, заслужува аплауз. А овој пат ќе го видиме во неговата друга улога, така што уживајте во следната музичка точка. музичка Мене точка. често денеска и да ве забавувам со музичка точка, така да се надам дека сите ќе уживате. Да не биде дека само зборуваме, може малку да заиграме, нели? Може да подгласуваме матрица? Има многу да ти дадам никогаш, своја љубов како дете искрена, но не ти беше доволна. Туѓа си, веќе немам право да те имам. Туѓа си, колку години те чекав преку пат. Sada te sretam nekogaš. Idemo na race gore. Sretna li si ti, сега кога носи злато или несретна, што на мое место дуги дланки треперат, тоа срце кому припаѓа.
ке сам не спија. Среќна ли си ти сега кога носи злато или несреќна, што на мое место туги длани препера, тоа срце кому припаѓа. Среќна ли си ти далеку од мене, мила, или спомени гребав како груба сила, дали најде мир таму кај што од мене се скри. Тебе јас не знам многу одамна, како никој друг на светот, и не сум посакал друга ни една. Среќна ли си ти сега кога носи злато или несреќна, што на мое место туги длани препера, тоа срце кому припаѓа. Далеку од мене, мила, или спомени гребав како груба сила, дали најде мир таму кај што од мене се скри. Ви благодарам. Нека ви е честит светскиот ден на медицинската сестра. А јас ќе поканам Јана, мојата колешка, да продолжиме понатаму со заедничката програма. Да, голема е бројот на личности кои што работат во оваа фела, меѓутоа време е да се додалат и признанија за оние кои што нели ги заслужуваат и кои што беа најхумани. Убава е оваа и хумана професија, сите тоа добро го знаеме, така што е време и за овој дел. Само ќе апелирам до сите вас кои што ќе ги добиете овие признанија, доколку сакате, се разбира, да се обратите и заблагодарите, да го почитуваме времето и да бидеме кратки, нели, со обраќањето кон присутните. Па одиме со редослед. Најнапред ќе поканам на сцената Татјана Ѓорговски од клиниката за ендокринологија, дијабетес и метаболички нарушувања од Скопје, да го подигне признанието за хуманост. Додека трае аплаузот, јас ќе морам уште еднаш да повторам. Ова се признанија кои што посебно ќе им значат на овие наши колешки кои што во текот на минатата година и во периодот нивни професионален, значи се оствариле со посебни едукации. Таков е случајот со сестра Татјана. Да, Татјана Ѓорговски. Ќе ве молам, ако сакате да го споделиме тоа со присутните. Пред да ја врачиме пофалницата, сакам да кажам дека незините едукации почнаа во Холандија, незините едукации се континуирани на клиниката за ендокринологија со пациентите. Го поздравувам Сдруженијето на пациенти за дијабет кои што се тука со нас присутни овакво во салата. Сестра Тања едуцирала многу наши медицински сестри од сите други здравствени институции кои што континуирано и редовно доаѓаат на едукација на клиниката за ендокринологија. Во таа чест сакам да и го изразиме оваа пофалница за посебен допринос и развој на сестринската професија. Составот на наградите е традиционално еден часовник Касио, кој што ќе им ги краси нивните вредни, племенити професионални раци и ќе ги подсетува на тоа дека еден ден ние, сестрите од Сдруженијето од Унијата, им го признавме трудот на нашите сестри и нивната професионалност и успешност со која што се дадоа, и еден ангел кој што секогаш ќе ги подсетува на синонимот дека ние сме втората најубава работа после ангелите. Пофалницата врамена во рамка веднаш да оди на зид да биде видна. Ете така. Сестра Тања, ви честитам. Честа е моја што и лично ве познавам и ве знам, и тоа го споделија и голем број на други колешки со мене. Ви честитам и ви посакувам уште многу успешна и плодна работа.
Сакам да се заблагодарам на Сдруженијето за нас, која препозна мојата работа и денеска ме наградува со оваа престижна награда во сестринството. Сакам да се заблагодарам на мојата матична институција, Клиниката за ендокринологија, која што ми овозможи континуираната едукација и на прекрасната соработка со моите колешки. Да се заблагодарам на моето семејство кој што ме издржа сите овие години, затоа што нашето работно време не трае 8 часа, туку е 24 часовно. Процесот на едукацијата е континуиран процес и ние се едуцираме самите себе, едуцираме пациенти, едуцираме членови на семејствата нивни и едуцираме помлади колешки. Затоа би сакала да кажам дека знаењето не е знаење да се знае, знаењето е знаење и да се даде. И на крај да ве поздравам сите во салата, да ги поздравам колешките кои што се одмараат после напорно дежурство од ноќеска, оние кои што се сега на работните места. На сите да ви посакам многу здравје, лична и семена среќа, работни успеси и што помалку пациенти. Благодарам. Следната најхумана и најуспешна сестра за 2018 е сестра Наџи Фетаи, која што е председател на Сдруженијето Флоренс Најтингел од Тетово. Сестра Наџи Фетаи, сестра на Општата болница од Тетово. Позната е на сите континуирани студенти сега кои што студирате на Високата медицинска во Тетово, каде сестра Наџи предава медицинска документација. Значи, како представник на Општата болница Тетово и председател на Флоренс Најтингел, Сдруженијето на медицински сестри, акушерки, лаборанти и албанки од Тетово. И го предавам признанието за особен допринос и придонес во развојот на сестринската професија. Почитувани присутни, голема ми е личната радост денеска да ја поделим овде со свите вас заедно. На Унијата и посакувам добро здравје, успех во работата, реализирање на планови. Наша поддршка ќе имат увек од нашето здружение и од другите здруженија, така да уште еднаш им посакувам успех. Të nderuar të pranishëm, kënaqësia është e imja sot që bashkërisht këtu me ju të ndaj gëzimin tim personal për mundin e dhënë për këto vite, kurse Unionit i dëshiroj punë të mbar, shëndet të plot dhe suksese. Ju falemnderit. Хуманите ќе се задржувате од моја лева и десна страна на сцената, за да можеме на крај нели сите заедно да сеисликаме, да ги примиме честитките од колешките. Сега ќе одиме малку подинамично, поконтинуирано, за да може сите кои што со нетрпение очекуваат да ги добијат плакетите, да ги добијат на време. Да. Одиме понатаму, ќе го поканеме на сцената Илија Милошевски, кој што дел од тимот на дежурната служба во Здравствениот дом Скопје. Колегата Илија Милошевски е член на извршниот одбор во Сдруженијето за нас, стоматолошки техничар, кој што им даде голем допринос за развојот на професијата нивна и заедно со неговите колеги од стоматологијата го формира Друштвото на стоматолошките сестри на настанот од минатиот месец. Искрено му честитам, срдечно и му посакувам многу здравје, среќа и исполнување на сите негови желби. Го повикуваме на сцената и господинот Джеват Салиу, председателот на Сдруженијето на медицински сестри Тетово. Гостивар, се извинуваме. Колегата Джева Цалија е инаку вработен во Општа болница Гостивар на оделението за интерни болести и е председател на Сдруженијето на медицински сестри, акушерки и лаборанти албанци од Гостивар. Му честитам. Сите вие знаете дека има континуирана поддршка преку Сдруженијето за Унијата и искрено се надевам дека заедно, онака како што започнавме, ќе продолжиме и ќе ги оствариме нашите цели. Колега, честитки. Честитки од нас, одиме понатаму. Следна на сцената ја поканувам Зорица Шојлевска од Општата болница Борка Талески Прилеп. Зорица Шојлевска доаѓа од Здравствен дом Прилеп. Веќе значи 3 години се дружиме и ете за моја среќа и задоволство јас
и без разлика што сме над 5.500 членство, имам некоја меморија и знам кој од каде доаѓа. Зорица Шојлевска го организираше настанот за формирање на Друштвото на патронажните сестри во Прилеп, беше главен организатор со главната патронажна сестра. Искрен поздрав и до нивната директорка на здравствениот дом која што им даде несебична подршка. Тоа беше еден прекрасен настан. Очекуваме од патронажните сестри сега континуитет после сетиот тој настан. Зорица, честитки. Се приклучуваме и ние кон честитките. Благодарам многу на колешките од Прилеп за поддршката за симпозиумот. И честит нека не е празнико на сите сестри и акушерки. Благодарам многу. Следна на сцената повторно дама Ирена Нечевска од тимот на Ачи Бадем Систина. Од срце ја поздравувам сестра Ирена Нечевска, едукатор на сестри во Ачи Бадем Систина, која што го води Сдруженијето Славјанка Влакчева. Искрено и благодарам на целокупната поддршка која што ја даде во Унијата и за сите совети кои што ни ги даде за нашите спреги со Меѓународниот совет на сестрите и сето она што понатака ќе треба да ни имплементира и инволвира во меѓународните сестрински организации. Благодарам, Ирена. Следна ја повикуваме сестра Лора Литајкова од Општата болница Струмица. Еден аплауз за нејзе, ќе ве замолам. Општа болница Струмица од самиот почеток е голем поддржувач на Унијата и на Сдруженијето. Сакам во оваа прилика да ја поздравам главната сестра Марија Витанова, која што беше лично спречена да дојде, која што толку многу ги анимира и поддржува сестрите во Општа болница Струмица. Они се наше многу големо членство и големи наши поддржувачи. И честитам на сестра Љопа од се срце. Ке ве замолам со еден голем аплауз да ја поздравиме и сестра Светлана Алтипармакова од Хоспис Битола. Сестра Светла е сестра од хосписот во Битола, каде што знаете сите вие, посебно нашите колешки од геронтолошки и сите што работите во палијативата, што значи да работите со оваа категорија на пациенти. Ги поздравувам колешките од хосписот кои што од самиот почеток ни даваат многу голема поддршка, а Светле е таа која што ги координира и постојано ги поддржува сите активности во Унијата и во Сдруженијето. Светле, честитки. Следна добитничка на признанието најхумане е и сестра Виолета Димовска, концесионер од Кичево. Концесионерите знаете дека се секогаш со нас. Сестра Виолета Димовска е на пат за Скопје и некои пречки технички не е стигната уште, меѓутоа до крајот на настанот се надевам дека ќе стигне. Сакам да кажам дека од самиот почеток ги координираше комплетно сите сестри во концесионерството, неуморно даваше апсолутно целосна поддршка и беше активна за цело време со нас додека го баравме членот во законот врз основа на кој тие треба да се враќаат назад во јавното здравство. Искрено и честитам и на сите сестри од концесионерството се надевам со надеж дека ќе се решат и ќе се надминат сите проблеми. Одиме понатаму, следното признание го добива Весна Јовановска од Градската општа болница, 8 септември, инструментарка од операционата сала, сестра Весна Јовановска, и благодарам за целокупната работа континуирана со која што она се вложува во операционата сала, каде што во моментот болницата се справува со недостаток на инструментарки. Секоја инструментарка ја случајно сум го исклучила, јас мислев дека цркна. Се извинувам, многу напор виде од мене, колку пофал ми кажав, колку убави работи кажав. И секогаш да биде така, нека трае аплаузот, честитки за сите овие наши драги колешки и сестри. Честитки за признанието, а следното признание оди во рацете на представничка од Поликлиника Чаир, детска и превентивна стоматологија. Ја поканувам на сцената госпоја Хамиде Љатифи. Посебен поздрав до Хамиде Љатифи, стоматолошка сестра, која што е координатор на Друштвото на стоматолошките сестри и која што во моментот работи на изготвување на барањата во Министерството за образование за враќање на стоматолошките сестри во образовниот процес. Сакам да го поздравиме овие незини напори и она ги координира и ги екипира сите сестри од стоматологијата. Хамиде, честитки!
Продолжуваме понатаму, а следна на сцената ја поканувам да ни се придружи Ленче Трипова од приватната здравствена установа Здравствен дом Неготино. Ленче Трипова ја најави сестра Станка минатата година, кога беше прогласена за најхумана, и Ленчето вика е најхумана. Еве, а Ленче Трипова да ја видиме. Се заблагодарувам на Здравствен дом Неготино, на патронажните сестри, на нивната директорка и на главната сестра Донка Ставрева, за која што, веруете ми се чини дека кога ќе ја видите на улица ќе речете оваа жена мора да е медицинска сестра. Не можете да промашите. Ги поздравувам од сестрце, а на Ленчето ја честитам наградата. Го поканувам на сцената да ни се придружи господинот Илијас Османовски од Здравствениот дом Вевчани. Да видам машки е часовникот. Колегата ни доаѓа од Струга, од Вевчани. Искрен поздрав до колешките од Струга, наши поддржавачи, од Заводот за нефрологија Струга, од Вевчани, значи колегата за Струга, поздрав за Струга, ќе дојдиме летоска. Колега, честитки. Голем поздрав и до сестра Косовска Олгица од јавната здравствена установа Здравствен дом Железничар од Скопје. Здравствен дом Железничар е многу активен, бидејќи во извршниот одбор нивната главна сестра Ленче Донева не ги остава да не бидат неактивни. Значи, ова институција која што брои пред се околу 30 на медицински сестри е толку многу активна во Унијата и во Сдруженијето, и јас искрено и честитам на колешката за оваа пофалница и очекувам и понатаму таква континуирана поддршка од Железничар. Олгица, честитки. Добитник на признанието за најхумана е и сестра Владица Влаќевска од Институтот по белодробни заболувања кај децата Козле од Скопје. Посебно срдечно го поздравувам Институтот за белодробни Козле, нивната главна сестра Сузе Кочова, која што толку многу професионално и колегијално ги анимира колешките. Искрено ве поздравувам и знам дека и вие со епидемијата сте во големи сега маки со работата и сте дефицитни со сестри, меѓутоа вие од секогаш сте биле крајно професионални и така и ќе бидете и така и ќе останете. Да се видуваме со вас само за контроли, да не доаѓаме за други работи. Поздрав! Честитки за сестра Владица. Ја повикуваме на сцената да ни се придружи и сестра Мирјана Трајановска од Здравствениот дом Скопје, патронажа. Сестра Мими е нашата патронажна сестра, која што учествуваше во формирањето на Друштвото на патронажните сестри, заедно со сестра Јуле Маджовска го превземаа координаторството, ги екипираа патронажните сестри и се надеж за остварување на се што очекуваме понатака за решавање на проблемите во патронажната служба. Сестра Мими, од срце срдечно ви честитам, вие заслужувате оваа награда. А одиме и понатаму со наградите. Ја повикувам на сцена Илка Бабановска, која што ни доаѓа од Општата болница Борка Талевски од Прилеп. Борка Талевски од Прилеп сакам да ги поздравам посебно и нивната главна сестра и координаторката Оливера, кој што цела година организира во име на Унијата и на Сдруженијето едукативни настани. Беа прекрасни домаќини заедно со Здравниот дом на манифестацијата за патронажните сестри. Искрено многу ги поздравувам, тие се целата болница е членство во Унијата и во Сдруженијето и несебично даваат поддршка. Им благодарам за сето тоа многу, а на колешката Бабановска Илка и ја честитам пофалницата. Ја честитаме и ние, а уште една добитничка на ова убаво признание за хуманост е Ѓоргиева Виолета од Здравствениот дом во Радовиш. Поздрав до колешките од Здравствен дом Радовиш, посебно до нивната главна сестра, сестра Слободанка, која што навистина сакам посебно да ја поздравам и срдечни поздрави, која што самата се јави од Здравен дом Радовиш и рече: сакам сестрите да бидат заедно во Унијата и со Сдруженијето. Сакам и ние да направиме нешто кое што ќе биде добро за целокупното сестринство. Ве убедувам дека ваквите ситуации кога ќе слушнете од едни вакви искусни професионалци да ви понудат помош и да ги инволвираат сестрите, многу ни значат во оваа тешка
да не речам така, борба по која што се движиме за да ги оствариме нашите цели во сестринството. Искрено и честитам на сестра Георгиева Виолета за наградата, а сестра Слободанка ја поздравувам уште еднаш. Сестра Димитровска Јулијана од здравствениот дом Гоце Делчев во Делчево е уште една добитничка на ова убаво признание. Ги поздравувам сестрите од здравствен дом Делчево кои што ни приредија неколку срдечни дочеци, нивната координаторка сестра Сузана Панова, нивната главна сестра. Ги поздравувам и им благодарам за несебичната поддршка која што ја даваат исто така во Сдруженијето и во Унијата, а на сестра Димитровска Јулијана ја честитам пофалницата. И веднаш ја повикувам следната добитничка на ова признание, тоа е Радман Веселинка од Свети Стефан Охрид. Ви честитаме вам за убавото признание. На минатогодишната манифестација на денот, целата болница Свети Еразмо стана член во Сдруженијето. Јас искрено многу им благодарам за сето она што преку годинава го имавме со нив како контакти во сите оние наши предавања, стручни едукации. Искрено ги поздравувам координаторките Каролина и Гордана од Охрид и се надевам дека и понатака успешно ќе соработуваме на сестра Веселинка и ја честитам пофалницата. Честитки и за сестра Станојевиќ Елица од здравствениот дом Скопје. Здравствен дом Скопје има огромно членство од сите работни единици. Ги поздравувам сите сестри, координатори, поддржувачи од сите нивни работни единици кои што несебично се дадува во формирање на Унијата, на Сдруженијето и на сите едукативни настани во кои што континуирано учествуваа. На сестра Станојевиќ Елица ја честитам пофалницата. Ке ве замолам за еден голем аплауз и за сестра Нурџан Рџепи од градската општа болница 8 септември Скопје. Сестрите од диализата, кажав, нема зборови повеќе со кои што може да се изнадополниме, малку се сите зборови со кои можеме да искажеме нашата работа и хуманост во овие работни единици, како што се, еве, доказ за тоа е пациентката која што излезе да им укаже чест на сестрите кои што работат во диализниот центар во градската општа болница 8 септември. На сестра Нурџан ја честитам пофалницата. Ова е една од сестрите за кои што зборуваше председателот на Нефрон. И честитаме. Честитки уште еднаш од сите нас. Благодарам на сите. Ја поканувам на сцената да ни се придружи и сестра Билјана Поповска-Марковска од Плодност Битола. Плодност Битола е од почетокот во членството во Сдруженијето и во Унијата со несебична поддршка и развој на сите настани кои што ги имавме едукативни през годината. Им благодарам, се надевам дека ќе продолжиме и понатака, а на сестра Поповска-Марковска Билјана ја честитам пофалницата. Моја драга колешка од студиските години, заедно ја делевме клупата на високата медицинска во Битола. Чест ми е и задоволство да ги поздравам сите медицински сестри, да го честитам празникот на сестрите, да го поздравам Сдруженијето за нас и да посакам успешна соработка и понатаму. Чест и големо и огромно задоволство е да се работи во болница Плодност, каде што сонот на секоја жена станува реалност. Ви благодарам премногу. Бехаре Азири Куртиши е следна добитничка на убаво признание, а ни доаѓа од службата за детска и превентивна стоматологија Стоматолошките при здравствен сестри. дом Тетово. Кажав дека конечно се екипираа во друштво и очекуваме дека ќе ги исполнат нивните цели за да се вратат во образованието. Вие честитам пофалницата. Веднаш ја повикувам на сцената и Таламановска Лидија од општата болница од Охрид, која што исто така добива едно вакво убаво признание. Општа болница Охрид е поддржувач на настанот, охриѓанки стигнаа, меѓутоа имав една информација дека една од колешките доцни, да не е колешката Таламановска Лидија, која што по низините колешки ќе ја испратиме во Охрид, многу ќе ја поздравите и ќе честитате од нас, и кога ќе дојдеме во Охрид на конгрес, конференција или на лето ќе ја видиме и ќе ја казниме ќе вари кафе. Честитки за колешката од Охрид. А од Охрид тука треба да биде со нас Радичевска Гордана. Сестра Гордана Радичевска е тука, од Свети Еразмо Охрид. Честитки се работи за сестра за која што ми кажаа колешките од Свети Еразмо.
да знаеш дека пофалницата оди во прави раце. Јас искрено и честитам. Следна на сцена ја повикувам Лејохин Благородна од Институтот за медицина на трудот Скопје. Посебно ми е задоволство што Институтот за медицина на трудот се приклучи кон Унијата и кон Сдруженијата и со нив имаме исто така многу во стратегиите заеднички да постигнеме. Честитки за сестра Благородна. Честитки за сестра Јовановска Лилјана од Геронтолошкиот завод Скопје. Геронтолошки го кажавме и пак ќе кажеме. Честитки, колешки, ви посакувам уште многу издржливост и Господ ви даде сила уште многу на овие работни задачи во кои што се справувате со последните моменти од животот на пациентите. Искрено се надевам дека и вие ќе се надополните во доволна бројка за да и вашата работа се олесни и да едуцирате повеќе сестри кои што не е лесно во ваква палијативна служба туку така едноставно да зачекорат на почетокот. Мислам дека сите ние имаме тежина на работните места, меѓутоа овие единици специјалистички како што се палијативната нега, сметам дека на овие наши колешки посебно треба да им дадеме поддршка да не навлегуваат во емпатичност. Јовановска Лилјана, ја честитам наградата. Следна на сцена ја повикувам сестра Јовка Чака од Институтот за физикална медицина и рехабилитација Скопје физикална Козле. Ке ве молам голем аплаузи за сестра Јовка Чака. Главната сестра, сестра Данче Сердарска, кога го донесе предлогот од Институт за физикална медицина и рехабилитација, ми рече: сакам да најдеш посебни зборови да ми ја поздравиш сестра Јовка Чака, бидејќи сестра Јовка Чака е пример на професионалец и вредна сестра во центарот, односно во Институтот за физикална медицина. Еве, јас се надевам дека Данче е задоволна како јас ја испрезентирав колешката и ја честитам пофалницата и им благодарам на сестрите од Институтот за целокупната поддршка која што ја даваат на Сдруженијето и на Унијата. Сестра од која учиме сите и најсакана од сите пациенти, морам да признам. Добра, ништо ајде. Ништо страшно. Голема благодарност до сите. Премногу сум среќна денеска и за ова големо признание и пофалница. Продолжуваме понатаму, на сцената ја повикувам и сестра Урдаревиќ Зорица од градската општа болница 8 септември Сестра Скопје. Зорица Урдаревиќ е сестра на оделението за рентген, каде што работи секојдневно на целокупните специфични диагностики, инвазивни и неинвазивни, каде што е изложена заедно со сите рентген технолози на дозиметри кои што кога ќе ги прочитате малку ќе се подзамислите колку е тешка и специфична работата на овие сестри наши на рентгенот. Па нема каде нас не нема, значи и на рентгенот и секаде во сите специјални единици, без нас медицинските сестри ништо не може да се одвива. Искрено и честитам, нема да ми забележите на пристрасноста, ова е колешка со која што јас го започнав моето работно искуство во интензивната нега во тогашната воена болница. Мое е задоволството што дојде момент и да ја поделам една ваква пофалница, она тоа го заслужува. Честитки уште еднаш. Следна на сцена ја поканувам сестра Лазаревска Светлана од специјалната консултативна служба Здравствен дом Скопје. Многу кажавме за здравствен дом, што да кажам. Сестра Светлана е координатор. Многу често во сите оние наши барања кои што одеа од синдикатот за покачување на платите, главни иницијатори со колешките од нивните работни единици од здравствен дом. Искрено им благодарам и се надевам дека сите заедно ќе успееме во овие наши барања. Ја поканувам на сцена да ни се придружи и сестра Невена Насковиќ Тодоровска од специјалната болница по гинекологија и акушерство Мајка Тереза Скопје. Ја чекуваме сестра Невена. Уште една аплауска ве Минатата замолам. година разбудивме многу емоции овде кога се подсетувавме сите која акушерка била кога сме биле на порање, која акушерка била кога сме биле таму, кога сме биле ваму. Ова се акушерките кои што се со нас во моментите најубави кога стануваме мајки. Честитки за колешката од Чаир, поздрав до
колешките од специјалната болница Чаир. Честитки за сестра Јасминка Стефановска од Здравствениот дом Куманово. Здравствен дом Куманово и Општата болница Куманово, кој што го формира, значи, нивното здружение на Флоренс Найтингел, се големи поддржавачи на Унијата и на здружението. Бе организатори на настанот за акушерките во понеделник, имавме еден прекрасен настан за кој што искрено им благодарам. Честитки за сестра Стефановска Јасминка. А честитки и за сестра Јанкуловска Наташа, која што ни доаѓа од психијатриската болница во Демир Хисар. Ја Поздрав покануваме до на специјална сцена. болница Демир Хисар, психијатриската болница, кој што се наше членство, ги поздравувам и наскоро им ветувам дека ќе се видиме во Битола. Следната награда и признание пак оди во рацете на Весна Саздовска од Општата болница во Куманово. Кажав за Општата и здравствениот дом, честитки за сестра Весна, која што, како што ми е кажано, има долгогодишно работно искуство, работи на оделението за инфективни болести во Кумановската Општа болница, голем поддржувач во здружението и активист, и јас ја честитам пофалницата. А дел од тимот на итната помош во Скопје е и Стојкова Менка, која што е уште една од нашите денешни добитнички. Ви честитам и ве поканувам на сцената. Добар ден на сите, голем поздрав. Денеска се чувствуваме сите среќни и посебни затоа што навистина ова е посебен ден за нас. Значи имам јас една изрека што ми е мисла водилка во мојот живот и стално ми ја кажував на моите деца додека беа тинејџери, а подоцна и адолесценти. Значи пред големи луѓе стојат големи предизвици. И такви луѓе да се одважат и да застанат на таквите предизвици, навистина значи многу. И од оваа говорница посебно сакам да ја поздравам што Господ ни ја даде сестра Гордана. Уште еден аплауз да не поведе сите напред по правиот пат, да го кренеме својот глас пред сите тие наши. И посебно сум им благодарна првите соработници, што секој пат велат сестрата е десната рака на лекарот. Меѓутоа, за жал, сите стоиме пред вистината. Тоа станува само така на зборовите. А инаку делата, односно фактографијата е сосема друга. Кога треба за било каков стимул и награда на сестрата, тие се неми и потполно не стават на игнор. Мислам дека сите ќе се сложите со оваа моја изјава. 36 години работам во Општата болница Куманово. Прва и меѓу првите сум сестра со виша и со висока школа. Главна сестра на инфективно сум пред година и пол. Ги поздравувам сите мои колеги и колешки, целиот мој тим, што успеавме да ја ставиме епидемија на морбили под контрола. Се заблагодарувам посебно на нашата координаторка сестра Буба од Куманово, која што навистина е прав човек и на право место. Поздрав! Ви благодарам. Ви благодарам многу. Ние сме од Куманово. Сестра Стојкова Менка, итната помош. Кажавме за брзата помош, колеги, само да ја поздравиме и да ја честитаме пофалницата. Следна на сцената ќе ја повикам Лила Георгиевска од специјалната болница по гинекологија и акушерство Уште една Мајка Тереза акушерка од со оваа Скопје. пофалница. Го заокружуваме делот на најхуманите сестри, само еден момент. Значи, сите овие пофалници беа одбрани по сето она што беше истигнато како предлози од вашите здравствени институции. Голем број од овие пофалници ги поддржи и ги предложи и Унијата и Сдруженијето за нас. Би сакала пред да ја врачам пофалницата на сестра Лила Георгиева, да го слушнеме моментот за првата главна сестра на клинички центар, која што е овде со нас, ја поканевме, ни удостои да биде со нас и ние сакаме
од Сдруженијето и од Унијата, специјално од се срце, најсрдечно да и се заблагодариме за се она што го остави едукативно, хумано, племенито позади себе. Ја повикувам и нејзе на сцената да дојде, сакам водителите сето она што го имаме подготвено да го додадат и се надоврзат на мене. Сакам да ја видите, да ја поздравиме сите и да се угледаме на примерите на вакви сестри кои што оставија позади себе такви професионални патики по кои што сакаме сите ние да чекориме. Поздрав за сестра Росо. Да, ја повикуваме на сцената Јелена Михајлова Росо, која што е прва сестра во клиничкиот центар. Ќе ве замолам за уште еден голем аплауз. Сестра Јелена Михајлова Росо. Ќе ми дозволите да и се поклонам. И благодарам многу и што ни укажа чест да дојде да се дружи денеска со нас, и јас би сакала во традиција да ни поменат сите овие вака племенити, хумани, професионалци, сестри кои што оставија позади нас голем белег, да секогаш ние тоа на нив им го одбележиме. Искрено ја честитам пофалницата од Унијата и од Сдруженијето и се надевам и посакувам многу лична среќа, уште многу да се дружи со нас во наредните години. Почитувани дами и господа, благодарам, посебно ми е драго што се сетивте на мене во овие пензионерски денови. Да, тоа беше и последното признание. Ќе ги замолам сите добитници да истапат напред на сцената, уште еднаш да ги поздравиме со еден голем аплауз и да им посакаме успех и во нивната понатамошна работа. На сите вам ќе ви се заблагодариме што денес бевте дел од овој убав настан. Уште еднаш ќе ви го честитаме овој ден и посакуваме и понатаму секогаш да сте тука за нас, нели Даниел? се разбира, ви благодариме уште еднаш што бевте денеска заедно со нас. Традиционално трета година поред. Се гледаме и наредната година и се разбира за уште многу убави вакви настани. Секој добро. Довидување.